8 часот 29 минути. Отвараме уште една тема во Македонија наутро. Светот живее сериозен предизвик изминативе неколку години. Се почна со ковид пандемијата, кога навидум истата се стиша, почна воениот конфликт во Украина. Оттаму почна сериозна економска и енергетска криза која не засега сите нас, меѓу кои погоден сегмент се секако и текстилните работници на кои посветуваме внимание во Македонија наутро. Плата за живот, а не за преживување. Сега и веднаш. Е мотото на 6-та текстилијада во Штип, која се одржува од 6 до 8 октомври во организација на Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец. Детали за 6-то издание на текстилијадата ова утро во живо од Штип преку Скајп дознаваме од Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец. Доколку се слушаме, добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, се надевам се слушаме, ви благодарам за поканата. Одлично се слушаме и се гледаме. 6-то издание на текстилијадата во Штип, годинава под мотото, како што споменав, плата за живот сега и веднаш. Како преживуваат работниците од текстилната индустрија во време кога цел свет, како што споменавме, го тресат воени, здравствени, економски, но и енергетски кризи? Па како преживуваат? Почетокот на корона кризата знаеме за откази, незаконски добар, неисплаќање на минимум плата или на помош која што беше доделена од страна на државата кон компаниите, кои што пари не завршија што требаше. После 2 години, таа криза, 2 години од злоупотреби на државни пари, ние од основно јавно правителство немаме одговор каде се тие народни пари, кои што беа злоупотребени време на прогласена војна. Како преживуваат сега со двоцифрена инфлација, тоа може да го кажат они, бидејќи не е лесно с 100 евра плата, каде што ви добар дел од фирмите се уште не фреквентираниот минималец, како издржуваат со постојани препорачувања на основни прехранбени продукти, на овие дрва, пелет, и да е. Од Скопје можеме само да чуеме сообщенија, некако тоа на терен немаме конкретни активности за да се заштити работниците, обичните граѓани од овие нагли поскапување на инфлација. Кристина, во кој сегмент најмногу беше погодена изминатиот период текстилната индустрија? Тука сакам да ги продискутираме и од периодот од почетокот на пандемијата како здравствена криза, па сега и економската и енергетска криза. Вака, во текстилната индустрија изминатите 30 години воопшто не се инвестираше. Така да требаше да се појави едно здружение кое што ќе збори дека ова е проблем, производството за странски брендови 95% лонг производство е проблематично. И затоа ние во 2020 ако владата сака да дава пари државни, тоа треба да го направи не за субвенционирање на плати, туку да го направи за автоматизација и модернизација на производството. Како би биле конкурентни на пазарот во Европа, сушење на маски и слично. Видовме дека тоа беше политика несоодветни мерки, затоа имавме само 6 месеци, значи од март некаде до ноември, 20 ние имавме само текстилната индустрија околу 7000 откази, официјална бројка. Така да сега моментално повторно реагираме, даваме соодветни мерки, па ќе речем неизмислено да ги следиме примерите од регионот, тоа за жал не сме слушали. Оваа текстилија стиме да бидеме погласни да слушаме донесувачите од Ќе продолжам со она каде што застанавте пред малку, да се фокусираме на 6-то издание на текстилијадата, која што се случува овие 3 дена во Штип. Која е целта на годинашното издание на текстилијадата? Па токму она што е мото на оваа текстилијада, плата за живот. Значи, во време на ваква криза, во време на ваква инфлација, која што го задира претежно обичниот народ, обичниот работник, приватниот сектор, реалниот сектор, кои што се платени донесувачите на одлуки, министри, функционери и слично, па и јавната администрација. Мислам дека заслужуваме повеќе од минимум. Заслужуваме за живот,
која што не е ништо, не е некоја тема во регионот, во Европа. Не измислува се ли ништо повеќе, нешто што има и што ни го гарантира самиот устав како највисок на државата. Значи, што ние како да кликнува скрпење на европска мрежа, ono што го велиме е дека мојот член семејство со 2 возрастни и 2 деца плата за живот измислувала 52.000 dinara. Оваа година, цела оваа инфлација, плата за живот треба да ја калкулираме се до овој месец, меѓутоа е далеку над 60.000 dinara. Бидејќи тоа е право на живот, право на достоинствен живот и право на екзистенција, нешто што го гарантираат ратификувани документи кои што ги подпишала и кои што ги купувала нашата земја. Правата на работниците се загарантирани со закон и тоа го знаеме. И исто така знаеме дека теоријата со праксата во нашата земја за жал се разликува, особено во приватниот сектор. Токму тоа е целта на овој најмасовен настан од ваков вид кој што се одржува тридневен, има богата агенда и всушност целта е да се поттикнат меѓу другото и младите, но и работниците да се борат за своите права. Меѓутоа и да седнат и работодавачите, како што имавме вчера таа панел дискусија, која што беше под тема иглата е храни иднината. Ние како Штип и како Источен регион имаме текстилна индустрија, не можеме да бидеме IT техничари или што е. Така да, мислам дека во оваа индустрија не се поживува доволно, а во минатото ние сме биле, во време на Југославија, ние сме биле центарот на текстилната индустрија. Ломпроизводството и она што 30 години, што кажат, не се вложувало, сега си го зема дамот. Имаме незаинтересираност од страна на младите, се работуваат овде, имаме најниски плати. Додека имаме позитивни примери кои што работат 100% сопствено производство. И мислам дека Источниот регион и градот Штип заслужува, текстилната индустрија заслужува нова шанса, голем суд од страна на властите и дека можеме да направиме нешто повеќе од ломпроизводство. И затоа вчера бевме собрани сите на едно место, и работодавачи, и советници на залата, декан на техничкиот факултет и УГД Штип. Имавме навистина кои што имат да допринесат многу, кои што имаат капацитет да допринесат многу, но единствено треба да се слушнат. Дополнително што од секоја една криза може да испречиме некоја полука, моментално сме во плюс, бидејќи за жал поради ситуацијата во крај на многу од брендовите доколку сакаме да работиме ломпроизводство се дојдени на Балкан. Како гласен текстилец дел мрежата на Clean Plus кампејни се обраќаат големи скапи брендови што сакаат да го преселат производството од Кина овде. Меѓутоа, мислам дека народните фрлени пари може да се искористат за нешто повеќе. Повторно ќе речем, не можеме да се поставиме како работници во текстилната индустрија. Тие работници, околу 40.000 луѓе, доста без работни места. Меѓутоа, индустрија треба да биде од тука и беше таа иницијатива, некото вчерашниот ден, како што сите сметаме дека треба само да бидеме слушани, ќе изработиме стратегија, но меѓутоа не треба да остане како што е вообичаено во нашата земја. Ја споминавте агендата, ајде малку да продискутираме и за неа, каква е агендата за овие 3 дена? За денеска од 10:30 започнуваме со една панел дискусија, институциите и државата криза, каде што беа повикани вице-премиерот за економски политики, Миле Бошко од Бизнес федерација, Пенчевска министерка за труд и социјална политика и Сања Лукаревска на управата за јавни. Меѓутоа, за вас и за гледачите на МТ. Вице-премиерот бидејќи трети пат откажа 5 до 12. Ова е трета текстилија која што откажува и сметам дека е навистина несериозно време на ваква криза, бидејќи имаме граѓани на Скопје, имаме Источен регион, имаме Штип, да не бидат исклучувани овие работници, ние организација која што од 2017 се обидува максимално конструктивно, која што од 2017
ја носеше минимална плата, да не бидеме исклучитувани и трети пат да бидеме на некој начин. Нема да кажам, тоа сметам дека е несериозно страна, пример за економски прашања. Кристина, имате и други настани на денешната агенда. Покрај сите овие предвидени дебати и панел дискусии, предвидено е и подпишување на декларација за животна плата по примерот на вашите колеги од Србија, а во текот на денешниот ден ќе се изврши промоција на 5-то издание на весникот Текстилец. Би сакал во овој дел малку да продискутираме? Значи веќе колегите од Србија подпишаа декларација за плата за живот. Велиме дека доста ни од минимална плата, треба да збориме за плата за живот, може да кажеме колку изнесува и како изнесува, дека треба да гледаме приходот во едно семејство, а не минималец. Така да тука ни се колегите од Синдикат Слога од Србија, што заедно со нашите колеги од граѓанските организации од Србија подпишаа минатиот месец декларација, каде што треба да ги кажат што тие прават во Србија и ги повикавме останатите граѓански организации и синдикати на ниво на Македонија, каде што до сега имавме можност да видиме дека над 120 граѓански организации во Македонија ја поддржаваа нашата декларација и 2 од 3 синдикални организации исто. Освен Сојузот на синдикатите во Македонија, останатите синдикати ја поддржаа декларацијата и денеска и официјално ќе биде подпишана. Тоа значи дека сега натаму нема да збориме за живот, туку ќе бараме. Нема да збориме за минималец, ќе збориме за плата за живот заедно со овие кои што ја подпишаа декларација. Понатаму, што кажавте, ќе го делиме вестникот Текстилец, кој што е наменет за работниците во текстилната индустрија, меѓутоа не само за нив, туку и за целиот приватен сектор, што има права од работен однос, што тоа се случува, што тоа гласа Текстилец работел изминатата година. Меѓутоа интервјуа со министри, со работодавачи, со директорката на управата за имаме интервју таму, каде што осврт на што се случувало изминатата година и на што гласен Текстилец ќе работи наредната година. И оно што кажавте, изложба во нашиот дом на младите. Тоа е изложба Јана Јакимовска, што има во соработка. И што низ дизајни ќе биде поставено потребата за живот, што таа значи. Така да има богата агенда. Еден од начините на кои што се прават промени е јавното говорење и гласот на уметноста, верувале или не, тој знае да прати сериозна промена, да прати сериозна порака и да прави убави промени. И во тој контекст сакам да ја споменеме и уметничката изложба на стрип Супер жена работничка, која што на своевиден начин ќе им помогне на работничките да се изборат за своите права, како секој работник да биде супер херој на своето работно место. Одличен концепт. Прво беше Супер текстилка, првите 2 години, и сега имаме второ издание за Супер жена работничка, бидејќи немаме само пријави како здружение само од текстилните работници, туку од целиот приватен сектор. Во принцип, стрипот се работи за тоа дека покрај сите проблеми што се случуваат, недела на работен ден, на плата, инфлација и слично, овде се појавува супер работничката, која што на крајот од стрипот ќе биде секогаш дека завршува со тоа дека на работниците, на народот, нема никаков супер, туку нивното здружување, организирање и спротивставување на неправдата е всушност на што ни треба. Значи не ни треба на супер херои, супер хероите се сами што се спротивставиле, например, не знам, плани беше за неделен работен ден. Оваа година е токму оваа за живот, инфлацијата и економската што се случува. Супер стрип, што продолжуваме со метикот Никола Костовски и очекуваме дека ќе биде посет. Дефинитивно имате богата агенда. За секого понешто ќе бидат офатени сите сфери од оваа индустрија. Кристина, во услови на енергетска и економска криза, ќе понесат ли работниците најголемата жртва и колку во вакви услови и времења на кризи се води сметка за почитување и унапредување на работничките права? Какви мерки конкретно треба да се преземат за да нема отпуштања во текстилната индустрија, во овој сектор? Не само во текстилната индустрија, вие видовте дека изминатата недела имавме гиганти кои што беа затворени. Компании кои што ставија
стотици луѓе на улица, или да кажем како технолошки вишок, кои што сега ќе бидат пријавени под агенцијата за вработување. Това не се случило во 2020, повторно ќе речем тоа е што сите закони и мерки, за разлика од пред 2 години, сега некако искористувајќи оваа криза, па енергетска криза, што ја знам, веќе се користи за да се затворат институциите и властите и да си ги носат законите и мерките за затворање. Без да има прилика да слушнат што се случува на терен. И морам јас да истакнам овде, Мила Царковска вчера не беше една од блиските. Можам да кажем дека додека она беше министерка, премиерка, граѓанските организации беа слушнати и знаеме дека глас на текстилец е глас на работните работници. Не измислуваме топла вода, ние имаме пријави, ги слушаме работниците, ги слушаме граѓаните од источниот регион на што најмногу се жалат и даваме соодветни мерки. Ги следиме сите мерки од законот и тоа што имаме колеги и синдикати надвор од Македонија, што навистина се слушнати, меѓутоа во Македонија граѓанските организации веќе се отвртени. За пример ќе земам дека 2017 класен текст беше во законот за работни односи, има работна група за законот за работни односи. Еве, со доаѓањето на новата министерка, ние сме исфрлени од таа работна група, не се земени во обзир нашите барање, нашите и давање на мерки. Така да, како што испомнавте, повторно оваа криза е на грбот на работници и обичниот народ. Што би требало да се направи? Требало да не се малку повеќе, бидејќи ако видите на страната на гласен текстилен, влезете на мојот, видите дека секојдневно ги следиме трендови, новите мерки што ги носат земјите од регионот, ако што може да бидат пресликани кај нас. Например, помоци, даноци треба да се земаат, оние кои што имаат помоци, да се земат од онаму каде што навистина има. Меѓутоа, тоа се некои што се заштитени тези. Имам уште многу прашања, бидејќи темата е навистина заопфатна, но малку време. Сосема накусо пред крајот на разговорот. Она што мене искрено ме радува е што работниците полека на сигурно го креваат својот глас и почнуваат да се борат за своите права. Зборувам за работници од сите сегменти. Но она што ме интересира, еве некаде пред крајот на разговорот, колку е тежок патот на работниците за да ја постигнат целта и да бидат унапредени нивните права. Мрднуваме ли од мртва точка, Кристина, со текот на времето? Се слуша ли гласот? Допира ли? Вака да кажем дека од 2017 кога текстилците не важеше за нив минималната плата, имаше некоја норма. Се сеќавате дека платата за текстилните работници беше за 8.000, останатите беа 9.500. Мислам дека успевавме да направиме некои промени. Зголемување и изедначување на минимална плата, укинување на нормиран учител на Уставен суд. Меѓутоа, оваа криза, првенствено, мислам дека ги врати борбата и мислам дека ги назади работничките права, кои што се обидувавме да ги подобруваме и да ги напредуваме, нели? Дополнително, со тоа што веќе нема соработка од 2020 баш, донесувачите на министерствата, мислам дека тоа многу бие да не се повторуваат некои појави кои што ги направивме да бидат инак. Така да повторно имаме исплат од минимална плата, повторно имаме непријавени работници. Има соработка со институциите, меѓутоа не онака како што тоа се случуваше во 2020. Повторно ќе кажам, корона кризата, оваа криза да се затворат институциите, да се затворат министерствата и властите, некако да не бидат слушнати гласот на работниците и гласот на обичниот народ. Мислам дека прават се посадени и мислам дека оваа инфлација ќе удри од месец, од денес. Како ќе се покачува, нели, како ќе се снижуваат температурите, како ќе се покачува струјата, мислам дека ќе биде уште потешко од она што имаме 2020 со отказа. И тоа навистина ме плаши. Но борбата е заедничка, ние гласно ќе говориме на оваа тема и ќе се бориме за сите нас. Па да, благодарна сум на медиумите кои што успеа да ја афирмираат работата на Гласен текстилец и ви благодарам што иако еве сме во штип, сепак ни помагате како новинари да допре
нашиот глас некаде меѓу тоа колку е слушна, тоа сепак не зависи од нас. Работата е дека сите се опитуваме да помогнеме и да бидеме максимално конструктивни во време на оваа криза. Единствено треба да бидеме слушни. Експерти имаме, меѓутоа треба да бидеме сериозно сватени за сите заеднички да ја пребродиме оваа криза. Како што кажавте, не ви помагаме ние вас, ние си помагаме на сите нас, едни без други не Сите можеме. сме работници. Да, благодарам, Апсолутно. Кристина. Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец, гостинка ова утро во Македонија наутро. Благодариме за гостувањето, ние ќе ви посакаме успешен остаток од 6-тото издание на Текстилијадата. Благодарам и вас на поканата и ве повикувам да дојдете во Штип на Текстилијата. Секако се гледаме на ваш терен. Благодарам, Кристина.